Во текот на бременоста се прават многобројни и различни прегледи за нормално следење на истата. 4D ултразвукот ќе ви овозможи уште многу рано да воспоставите емоционална врска со плодот што го носите во себе. Со 4-димензионалната ултразвучна технологија, родителите може да ги видат движењата на своето дете во реално време. За време на прегледот, на мониторот може да следите како се поместува вашето бебе, а гинекологот со помош на оваа техника лесно ќе дознае дали бебето правилно се развива. Со 4-димензионалното ехо се анализира морфологијата на лицето, екстремитетите, стапалата, шаките, се прати физиологијата и мимиките на плодот. Повеќе не треба да чекате термин за породување за да ја видите првата фотографија на своето бебе. Тридимензионално ехо е медицинска ултразвучна техника со која што ни се овозможува тродимензионален приказ на фетусот. Тоа значи дека фетусот може да го гледаме фактички во 3 димензии како кога гледаме тродимензионален филм. 4-димензионален ултразвук е слично, само што се оведува димензијата време и во овој случај фетусот и неговите движења ги гледаме во реално време. Како да речеме, он ја мрда раката, така тоа ние го гледаме на екранот. Употребата на тродимензионално ехо е од прилика 20 на 30 години како е измислено, а е возможено на тој начин што има посебен софтвер кој што тие ултразвучни мранови што прават многобројни пресеци ги претвара во видлива слика на екранот. 4D ултразвукот ќе ви овозможи многу рано емоционално да се поврзете со вашето неродено дете. Користењето на 4D ехо се употребува најчесто за детекција на срцеви аномалии кај бебето или евентуално за некои големи надворешни тумори, да речеме на кожа, на врат, на екстремитети. А друга индикација која што се користи е воспоставување на првиот визуелен контакт на мајката со својот плод и понатаму за некои ретки невролошки пореметувања што може да се видат во додека бебето е во матката, например ако има некои грчеви на лице или како фацијалис, или тоа може да се детектира. И нареден случај кога се користи за следење на однесувањето на близнаците што се во матката еден спрема друг. Но не секогаш со 4D технологијата може да се видат сите делови на плодот. За попрецизен преглед се користи дводимензионалното ехо. Со дводимензионално ехо, пошто не ги дава пресеците на внатрешноста на фетусот, се прават сите скрини за оние битните работи што ги правиме за следење на тек на бременост. Например, скринингот за Даунов синдром кој што се прави од 11 до 13 недела се прави со дводимензионално ехо, додека главниот скрининг за сите фетални аномалии, значи гледање на структурата на органите на плодот се прави од 20 до 22 недела и тогаш со тоа дводимензионално ехо точно се гледаат сите промени на мозокот, на мозочните комори, се гледа малиот мозок дали е во ред. Примената на 4D ултразвучниот апарат во гинекологијата и бременоста овозможува одредување на гестацијската старост, анализа на развојот на плодот, пратење на повеќе плодни и високоризични бременности. Прегледот со 4D ултразвук трае нешто подолго од прегледот со дводимензионалното ехо, не бара некоја специфична подготовка и не носи поголем ризик за оштетување на плодот.